Во Македонија интензивно се зборува и дебатира за ирационални закани, а речиси ништо не се слуша за реалните какви што ги носат климатските промени. Ако не сте знаеле, Светската банка во една анализа рангира Македонија во 5 земји во светот кои ќе претрпат најголеми последици од затоплувањето. Први на мета се водата и земјоделските производи. Македонија за жал се наоѓа во тој јужноевропски медитерански базен, кој што ќе биде најпогоден. Значи, според сите проекции, дури ми се чини дека имаше еден извештај на Светска банка каде што Македонија се наоѓа на 5-то место од сите земји во светот според штетите што ќе ги претрпи. Биолошките системи, значи флората, фауната, растителните заедници, живеалиштата, соодветно ќе реагираат, но се разбира реакцијата на биолошките системи е адаптивна. Она не се случува за брз временски период. Тоа се случува постепено и ние не можеме да бидеме прогнозери за колкави временски периоди ќе се случуваат тие промени. Но дека неминовно ќе се случат, тоа е секако. Значи може. Овој недостиг на вода со очекуваните климатски промени пред се зголемување на температурите за неколку степена, што може би во која ќе кажам 2 до 3 степена не изгледа многу, меѓутоа ако земете тоа е најмалце 25% од сегашниот просек, значи тоа е големо зголемување на температурите, ќе дојде до проблеми кои што ќе причинат намалување на земјоделските приноси. Ако не примениме мерките на адаптација, ако не обезбедиме враќање на површините кои што сме ги наводнували, ако не обезбедиме изградба на нови хидромелиоративни системи, изголемување на површините под наводнување, ако не правиме ништо и се однесуваме индолентно, тоа е тоа што не чека. Подигањето на јавната свест во однос на влијанието на климатските промени треба да биде издигнато на многу повисоко ниво. Таа едукација треба да се вклучи и во наставните планови и програми од основното преку средното образование, да кажеме дека во универзитетското образование на оние студиски групи каде што оваа проблематика се зема предвид, се посветува доволно внимание. Верували или не, ама на еден таван во Кочани со години работи научникот Ванчо. Човекот уште пред 15 години дојде до изум автомобил кој не испушта штетни гасови. Токму тоа што му треба на светот. За изумот доби и европска награда, Еурека, но од тогаш, сем по некоја информација во медиумите, никој не му обрна внимание на Ванчо. Најмалку инструкциите во државата, која, како што реков, е една од најзагрозените од последиците кои ги носат климатските промени. Сашка Цветовска го посети Ванчо во неговата таванска лабораторија во Кочани. Оваа скромна куќа во Кочани на прв поглед изгледа како било која куќа, но таа е дом на човекот кој тврди дека го има решението за спас од климатските промени. Звучи неверојатно, но ако погледнете во минатото на Ванчо Димитров, вербата добива друга димензија. Во 1998-та, за својот изум, колектор за пречистување на водата, Димитров ја добива престижната награда за иновации на Европската унија Еурека. Ова е негова втора награда. 2 години пред тоа, во 1996-та, го добива Гран Прито на Еурека, овој пат за спектакуларниот изум, автомобил без ауспух. Па тоа не, ауспухот е исворен и е конструиран од моја страна. Систем за абсорбирање на изновни гасови е конструиран и вграден во возилото, каде што во Брисел докажав дека има начин, постоje начин да се реши
аерозагадувањето, односно да се чистиот воздух да се остане чист, да не се загадува. Автомобилот се уште е во Кочани. Многу фирми и компании побарале да му го откупат патентот. Имало и обиди да се украде оваа стара пезетка, за која екипата на Еврозум навистина се увери дека немаа успех. Па затоа Ванчо го забетонирал и заградил. Но зошто досега не го дал патентот? Одговорот на ова прашање се крие на таванот на Ванчо Димитров, местото каде тој ги поминал изолиран изминатите 35 години. Но Ванчо имал мисија, а колекторот и автомобилот се само еден дел од тој голем проект, кој треба да го реши проблемот со загадувањето, но и собората за пиење и недостигот на храна. Прв проект е веќе наградениот колектор за прочистување на водата. Вториот е систем кој возможува поголемо производство на храна на помала површина, а третиот е системот за апсорбирање издобни гасови. Има две фази: автомобилот кој нема да загадува, но и фабриките од чии оџаци ќе престане да излегува CO2, а наместо тоа гасот ќе се трансформира во топлинска енергија. Точно е дека го имам решението за климатските промени што се настанати и со моите проекти можеме да ја спречиме еколошката катастрофа. Но пред се тоа да стане реалност, потребен е и четвртиот проект. Оти тој ќе ги обединел сите проекти заедно, а неговата цел била една: комплетно да се доработат, а потоа да се покажат. За последниот проект на кој работи, Ванчо не открива ништо. Вели се ке се знаело во март. Не жали за 3 децении поминати на таванот, без помош и без донации. И покрај наградите, институциите не покажале интерес за него. Се работи сам, во тешки услови. Сече, мери, премерува и склопува, а навечер повторно расклопува. Работите одат павно, но Ванчо никому не верува. Сепак вели, не жали за ништо, оти тој имал долг кон планетата. Планетата не сме ја земале ние да ја уништеме. Планетата ни е дадена, како сме ја земале, тако треба да ја оставиме на нашите внуци. Пред да се разделиме, Ванчо побара Еврозум да му даде можност да се обрати на големците на самитот во Копенхаген. Со многу емоции, после 35 години работа и молчење, Ванчо гласно упати порака дека на таванот во Кочани навистина се крие решението за спас од климатските промени. Јас сум Ванчо Димитров од Македонија и сакам да кажам дека спремен сум за 1 месец припрема да извршам за оточнување на проектот за системот за апсорбирање на издобни гасови за замена на фабричките оџаци. Значи, системот не трпе оџаци, значи оџаците ќе бидат изфрлени, системот ќе ја земе улогата на излизните параметри од издобните гасови. А затоа мислам дека време е да сванете дека јас сум спреман со моите проекти и можеме да ја почнеме соработката за отстранување на сите последици од загадувањето на планетата. Благодарам и поздрав од Македонија.